Звезда на сцената суверено владее со публиката, со раскошен вокал. Нема кој не го познава пејачот на култната поп-рок група Меморија, Апостол Икономов Поце. Но зад позитивниот и речиси секогаш насмеан лик на Поце се крие тешката животна судбина, која повеќе од 8 години ја минува со неговата сопруга. Запеј, запеј, бистра водо, и ти сонце мило сладно. Запеј, птицо, и понеси песна нова, мака стара. Играј, оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Едноставно морав да постапам така да го тој мој приватен проблем да го носам покрај себе и да не го раскажувам многу, да го носам на виделина пред секој и секого, затоа што нема ефект од тоа. Приказната за Поце се актуализираше неодамна кога се објави дека тој всушност е пред сериозни животни предизвици. Уште во 2014 година Поце се соочува со семејна несреќа. Неговата сопруга се бори со тешка болест која ја врзува за постела до ден денес. Во исто време и тој останува без работа и семејството Икономови остануваат без никакви примања. Никогаш ништо не споменал за оваа негова несреќа, од причина што не е човек кој ќе бара милостина. За себе вели дека секогаш е човек кој се бунтува против неправдите на системот, против систем кој не вреднува и не препознава квалитет. Јас ја почитувам можеби најмногу од се, ми се чини дека е кинеска пословица, богат е оној на кој што му треба малку. Тоа е толку високо овакво кажано, високо кога викам исто е метафора, да не знам дали има нешто повисоко од тоа и потребно за човек. Зашто е така? Ја приметив дека на нашиве простори се случува еклатантно и многу често се постои, ја го викам тоа синдромот на Салиери. Верувам дека многу луѓе го гледале Оскаровскиот Амадеус, каде што Салиери е толку го сака Амадеус и го почитува да му се восхитува, но исто колку што му се восхитува и го сака, толку сака и да пропадне за да он биде подобар од него. Не барете вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Не барете вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Апостол Поце Икономов, една од малкуте поп звезди во Македонија кои има доживеано голема меѓународна популарност. Дел од групата Меморија во своите плодни години, денес гневен и разочаран од системот. Најбитната карика која што нам ни фали е свест и совест. А тоа знаете како се стекнува? Со едукација и воспитување од мали нозе. Мора човек да биде многу писмен, едуциран и воспитан, така ќе пореснеш интелектуално и интелигенцијата ќе му се зголеми на човек и тогаш многу подругачие ќе функционира секој. И тогаш, не на жалост, на радост, тоа што чини треба да се бутка. Поце и денес се чувствува дека е на врвот, но тоа денес никој не го користи. Со децении приметувам дека во сите тие различни сфери многу често се буткаат, да не употребам сега некој несоодветен термин, ама не е несоодветен, дунстери буквално. Значи луѓе кои што се бутка неквалитет. Кажете ми колку глумци има уназад 10 години дипломирано на ФДУ или не знам каде, приватни академии. Што прават тие глумци? Читат турски серии. Нема се лажете. Застанеш на даски кои што живот значат, нели,
да глумиш треба, евентуално филм ако се деси, телевизиски филм, серија, што и да е, да глумиш, не да читаш. Искуството и знаењето на меморија избришано од меморијата на актуелните креатори на културните политики. И мислам дека во секое време наназад, бар од која сме самостојни 91-а, а свиревме на плоштад на 8 септември, и јас тоа го знам и многу луѓе тоа го знаат од тоа време, и без влакна на јазик би рекол дека од 100% луѓе што дојдоа на плоштад, 90% дојдоа да не гледат нас и другите музичари, а не политичарите. Бидете сигурни во тоа. Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија, народ и земја, што ги сакам јас. А во денешно време нема, без разлика што е нели наводно голема безпарица, криза секаква, не знам каква, нема никаков проблем нашето Министерство за култура да обезбеди пари, да ги подкрепи и музичарите, и филмаджиите, значи глумците, и писателите, и сликарите, се што има врска со култура, нема никаков проблем, затоа што за многу небитни работи се истрошија пари. Возови, дали знаете колку солзи протекле, како реки се сте однеле. Мојот чичко, Коци Икономов, од Бизбес. Значи, тоа е човекот кој што го на некој начин е двигател на рок-н-ролот во Македонија. Еве, например, тој е човек кој што е пензиониран од танцов оркестар, кој што веќе не постои во македонската радиотелевизија, е поништен како таксена марка, а не дека ми е чичко, но таков музички генije ретко имало на овие простори, буквално генije. Значи, еден од најдобрите виолинисти своевремено во Југославија, иако е во исто време и музичар и доктор дипломиран, меѓу другото. Напоредно учел едно и друго. Тој човек, да речеме, нема статус на, не знам како се вика тоа во нашата држава, на уметник кој е заслужен доживотно да прима бенефити некакви финансови. Нема. Човек како од мој калибар, ја мислам дека сум доволно едуциран во областа, ако не друго во музикологија, да го наречеме тоа, без никаков проблем можам тамо да дам придонес и да давам идеи како да се развива оваа приказка која што не мрднала 30 години уназад. Te volio bene sai, ma tanto, tanto bene sai. Una catena ormai che solo in sangue dinte vene sai. Сугестија до било кој медиум, радио медиум или телевизиски пред се, да ги презентира нели македонските уметници, но од сите бранши. Вие не смеете да изоставите сцената која што постои, джез сцена, овакво джез музичари, класичари, не да биде за џабе дека учат музичка академија, на крај што да свират. Оптан, топтан, па го учиш Бах, ми Моцарт го учиш, нека не се љути фелата од фолк фелата. Ама кога учиш класична музика и сериозно, сакаш да станеш голем виолинист, посветуваш по 8 сати свирење виолина. Сепак за да свириш класика која што е негде високо. Нема тука љутење, тоа е тоа. Ако сакаш да бидеш Марлон Брандо, треба да почнеш да снимаш квалитетни филмови. Не можеш да снимаме само
Пак да не се наљутат ни тие. Не може само македонски народни приказни. Да. Не сме, па што сме ние само земјоделци ли сме? А го делиш ли мислењето на многу уметници во државата дека немаат соодветен третман и од самата држава и од самото општество уметниците? Добро би било, би стоел добро тој термин соодветен. Нема никаков третман било кој уметник. Дали е музичар, сликар, балетан, фотограф, режисер, ништо. Тоа е случајно и тоа е поскочица, како да ти кажам. Ако се случи, тогаш си на конј. Ама ако се случи. И генерално никој нема било каква подршка. Тоа е, значи, има, ама тоа е као да нема. Може би требаше, пример, да се прави во континуитет на секој 2 години по еден албум или така нешто и да го одржуваш тоа како темпо, но приказката на Меморија уопште не е ефтина.